This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Здраво, јас сум Мемба Квин Мел од Куманово, реге селекторка, диджејка. Пратам реге настани, потик ми е Боб Марли, кој многу го сакам и почнав да го слушам многу одамна. Пуштам на многу места, пуштав летово и во Дојран на Аксиос фестивал. Сега пуштам на овој настан, значи Мастафаризам Sound System и Аман Заман за прв пат ни доаѓаат во Македонија. Ги слушам, многу се добри, мило ми е што има почесто вакви настани. Зашто се викате Аман Заман? Аман Заман, па kad smo počinjali, prvo smo se zvali Aura i onda smo vidjeli da postoji već neki band Aura i onda smo smišljali imena za band kao šta bismo mogli i onda smo 1-2-3 sata sedeli, smišljali bla bla bla, ovaj band, onaj naziv i na kraju je neko rekao Aman Zaman dosta više i onda je to na kraju bilo kao Aman Zaman, može, super, sviđa mi se i tako je ostalo. Prvi put smo u Makedoniji, više smo bili otprilike nekako turistički ili u prolazu, možda za neke druge destinacije, ali prvi put smo u Skoplju i mnogo nam je drago zbog toga, baš smo srećni što smo ovde, čuli smo puno dobrih stvari, osetili smo, upoznali smo puno dobrih ljudi do sad, verujemo da će biti super. A u kontakt smo stupili preko ekipe Mastrafizma, Krišo nas je, da kažem, startovao i angažovao i tako je krenula cela ta priča. Počeli smo se dopisujemo preko interneta i eto nas ovde. Вака, значи, настанов денес на 25 мај во клубот Блок 20 е поврзан со цел, се случува уствари со цел да се развие малце реге сцена кај нас во земјата. Луѓето малце поише да слушаат реге. Реге и се околу регето што си доаѓа со него. Вечерва гостини се Аман Заман од Србија. Мастрафизам е као организатор на Мастрафизам Кру као организатор се јавил на настанот. Па се собравме тука како што гледате, малку да го славиме регето. Гостини се Аман Заман, бенд од Србија, фантастичен реге, ска, панк, рап бенд, не знам како да ги карактеризирам, ама го свира тоа што нам ни се допаѓа. И башка тука Мастрафизам Sound System, стари другари, како организатори кои што долго време се бават со овој тип на музика и ја пропагираат оваа култура. Јас сум у овој свет музички побајаги години, да не откриам сега по белава брада се гледа дека е тоа подоста години. Се свири доста, има добра сцена, за жал нема индустрија и ваквите настаниите можеби ќе поттикнат се повеќе луѓе да се почнат да се бават малку поозбилно со ова. Се надеваме дека и промотерите, дискографските куќи, тие што се во Македонија ќе покажат интерес, публика има. Секоја година, не знам, публиката веројатно знае дека во градскиот парк на Школка на 11 мај или околу тука се случува Боб Марли Дей, се собираат илјадници луѓе и тоа покажува дека за оваа музика, за регето и за неговите деривати и воопшто за таа култура има публика, има желба, има волја, има и љубов. За тоа останува, нели, елката е тука, остануваат лампионите да се закачат. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. 5 години Angels Cafe беше една од најлудите журки кои Штип ги видел во последно време. 5 години креативност, одлична забава, многу диџеи како од земјава, така и од надвор. 5 години спомени кои ќе останат длабоко во сите нас, од почетокот па до денес. Angels Cafe успеа да ги покажи стандардите на ноќниот живот и да воспостави патокас до едно ново урбано живење во Штип. Па слушате спремни, кормилото на авионот овој пат немаше пилот, туку диџеи кои направија прејака родидненска журка и Angels Cafe квалитетно си го прослави своето 5-годишно постоење. Локалот беше преполн, присутните максимално расположени и задоволни од забавата која им беше понудена. Незаборавен ројанден на еден од најдобрите локали во Штип. Видете дел од забавата која беше врт и доколку го не ставиле таму, зажалете.
This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Оваа недела градскиот парк беше преполн. Тимот на Red Bull направи една одлична манифестација која беше забавна за сечи очи. На креативен начин, Red Bull Gravity Challenge бараше остромни студенти кои требаше да ја надмудрат гравитацијата за својот гениален изум. Оно што беше потребно е да лансирате јајца од висина од 15 метри и да се погрижите тоа безбедно и неоштетено да слета на земјата. Уредот на кој беше јајцето не смееше да биде потпомогнат од никакви електронски летала. Листата на победници е следнава. Прво место браката Попинс 19 поени. Второ место Бест Скопје 15 поени и трето место Монстери со 15 поени. И покрај тоа што случувањето беше од забавен карактер, доја до израз и креативноста на младите луѓе. Ова беше еден преубав настан и посакуваме во иднина да има вакви настани, кои ќе стават насмевка на лицата на луѓето и ќе поттикнат за покреативно размислување и поиновативни идеи. Денеска е Red Bull Gravity Challenge, тоа е глобален настан што се случува насекаде во светот. На таргет група се студентите, затоа што они се најкреативни, најчесто од машински, електро, каде што се разбираат доста од аеродинамика, во градење на машини и така натака. Значи, тоа е надпреварување кое што се фрла од 15 метри високо, што може да видите кран, односно работна платформа, се фрла јајци, при тоа треба да се измисли изум каде што може да, тоест треба да го спаси јајцето. Тоест сега денеска гледаме дека имаме доста спасени јајца, така да гледаме дека студентите се доста креативни. Исто напоменаме кој настан се као ние со Србија паралелно го правиме, значи се случува во 4 града во Србија, сега е во Скопје и мислам дека е успешен и доста добар. Имаме интересни награди, значи првата награда ќе биде скок со падобран од авион, значи слободен пат, не е со отворен падобран. Тоа е за првата награда, втора награда е брендирана Red Bull облека и третата награда се оној колимиња кој ќе тежи најтешко член од екипата. Вчера имаше нешто 5 минија, имаше камион, што беше целата дечата? Така, значи тоа е мини конвој кој беше паралелно организиран со овој настан. Значи за најава на овој настан имавме као мини конвој од 5 минија плюс еден там камион војнички од 80 некоја кој е произведен. Тој е брендиран Red Bull камион. Тоа беше чисто за најава, беше отворена журка, имавме во Брик журка вчера и вечерва имам исто after party во Ексо, така да и чекуваме и после мој настан, одличен настан, чекуваме вечера се дадат. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight.